Педиатриското оделение во Струмичката болница оставено со само 2 специјалисти. Педиатрите не само што прегледуваат на дневна амбуланта и се по 24 часа покрај хоспитализираните дечиња, мораат да слегнуваат 2 спрата подолу, оти на акушерско нема неонатолози. Доктор Џорлев, кој е еден од педиатрите на оделението со голема воздишка, не крие дека се соочуваат со недостиг на лекари специјалисти, но сепак се надева дека сликата наскоро ќе се промени. Моментално сме само 2 педиатри и то не е многу тешко. Од 31 ден, 30 дена, 2 дежураме по 14 дена тука. Ги грижуваме и сите новородени, а годишно имаме по 1400 новородени во Струмица. И неонатологијата е под вас? Под нас. Педиатар неонатолог, фактички. И се исто е, тоа само има 5-6 месеца повеќе одат на обукација, на едукација. Ние тоа сме го минувале за време на специализацијата и веќе доста многу сме искусни и што да правиме, 1400, така да у секој момент не знаеме дали тука ќе заглаваме, дали доле ќе заглаваме. Џорлев се присети дека на оделението имало 10 лекари специјалисти, а сега за жал се останати само 2. Вели ако сликата не се подобри во наредните неколку години, оделението ќе стави клуч на врата. И пак да кажем, ако не ни се 2 млади, ќе го затвориме. Бидејќи еден да крехире, со еден не може. Во најскоро време, за 8-10 месеци, чекаме да ни дојде нов специализант, веќе 3 на некој начин. Ќе може, барам ќе имаме по 2 дена слободни и со догледно време, за 3-4 години веќе ќе бидеме повеќе души. Бидејќи јас кога почнав, бевме 10 души, а сега сме само 20 за жал. На педиатриско оделение во Струмичката болница се лекуваат деца од целиот југоисток, односно циркулира бројка од над 100.000 пациенти. Дополнителниот ангажман на 2 лекари е што низ нивните раце годишно поминуваат и над 1400 новороденчиња во Струмичкото родилиште.